Дигиталната трансформација на јавните комунални претпријатија е процес кој овозможува прибирање на податоци, врз основа на кои менаџерските тимови носат правилни и информирани одлуки. Овие податоци се однесуваат на целиот водоснабдителен систем и системот за собирање и третман на комуналните и атмосферските води. Дигитализацијата треба да биде присутна од изворите, собирање, третман и дистрибуција до крајните корисници. Во македонските комунални претпријатија, дигитализацијата е во различни развојни фази. Во едни се уште не е започната, во други е на основно ниво, а во трети е во напредна фаза. За унифицирање на процесот во сите комунални претпријатија, од клучно значење е имплементацијата на националната стратегија, со што ќе се подобри нивото на услуги кон крајните корисници. За да може јавните комунални претпријатија да ги понудат, мора да се извршат измени во законската регулатива за комуналните дејности. АТКОМ како здружение на даватели на јавни услуги сериозно ја свати оваа работа и интензивно работи на обуки на своите членови, се со цел со заеднички сили сите јавни комунални претпријатија да изготват предлози и насоки за законско регулирање и имплементирање, со тоа што ќе бидат опфатени сите јавни комунални претпријатија во спроведувањето на дигитализацијата и ќе отпочне и ќе се одвива во сите јавни комунални претпријатија еднакво. Работната група за дигитализација на АТКОМ ја чинат представници на надлежните министерства, инспекторати, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, Агенцијата за катастар на недвижности и ЗЕЛС, и секој во својата област треба да даде придонес во изнаоѓање на ефективно и ефикасно решение. Покрај контролната функција, државниот комунален инспекторат ја има и едукативната функција. Тоа би значило дека преку нашите кадри, нашите ресурси можеме да помогнеме во овој процес на дигитална трансформација на самите комунални претпријатија. Крајната цел на дигиталната трансформација е намалување на оперативните трошоци, зголемување на приходите и поквалитетна услуга за граѓаните. За Сител, Трајан Ристовски.